Повторно со вас и во последниот понеделник за месец ноември. Дами и господа, добро вечер. Серекно семејство го отвара 16-тото коло поред. Ако изминатото коло беше од хуманитарен карактер, тоа значи дека ова е наменето за редовните плаќачи на сметките за потрошената електрична енергија. Семејствата се веќе на своите позиции нестрпливо очекуваат да започнат со игра, но пред тоа да се заблагодарам на стручната комисија од ЕВН Македонија и нотарот за тоа што ни ја овозможуваат и бурно ја следат оваа игра. А 1500 евра се и оваа вечер во игра. Кој ќе успее во трката да освои најмногу суми ќе дознаеме за кратко. Но пред тоа да ве запознаам со семејствата со кои вечерва ќе се дружиме. На позиција број 1 од Скопје ни доаѓа семејството Малинковски, играат Дамјан, Дарко и Дејан. На позиција број 2, директно од Кочани, семејството Крстови, носителот на сметката Стојчо, неговата снаа Ивана и Дени. И од Скопје уште едно семејство, тоа е семејството Николовски. Тука се Трајче и неговите внуци Никола, Сара и Александар. Добро вечер, господа, добро ни дојдовте. Ви посакувам уште на самиот почеток среќа и најголемата сума нека биде ваша. Покажете се во тоа. Ајде накратко да се запознаеме. Семејство Малиновски, носител на сметката е дедо Трајан. Ќе го поздравиме или дедо Трајан? Не можеше да дојде, ви прати, ви испрати. Поздрав за дедо. Нема да разлашарам. Верувам дека нема да го разочарате. Кој го е најомилен од внуците? Или сите сте? Сите. Одлично. Ви посакувам среќа. Директно од Кочани, семејството Крстови. Добри сте? Спремни сте, подготвени за игра? Правилата ги знаеме, игрите ги знаеме. Изгледат ли лесно? Да. Едно прашање за Кочанчани. Важи за еден од најчистите градови. Дали се уште го држи тој примат? Да. Да, се грижате, значи, Кочанчани. Браво, одлични сте. И на позиција број 2, семејството, на позиција број 3, простете, семејството Николовски од Скопје. Добро вечери за вас. Ги оставаме ли внуците да одлучуваат за највисоката сума од 1000 евра? Така. Вие сте редовен плаќач на сметките за струја. На кој начин ги плаќате? Некојаш преку фирма, некојаш преку лично. Така. Ке дознаеме нешто повеќе кон крајот на ово издание на квизот околу плаќањето на сметките за струја преку банка. Ви посакувам многу среќи и ја започнуваме оваа игра од 16-тото коло на срекно семејство со првата игра Топка на среќа. Да освојат што повеќе поени во играта Топка на среќа го има семејството Малиновски. Дарко е на својата позиција подготвен да удира. Предпоставувам дека ти ја даде одговорноста братучедиве како пострекол, најмал среќата е твоја или? Така, па јас да успеам да го скршам мразот. Ајде, таа поддршка ќе добиеш и од останатите семејства, повели имаш 3 обиди да собереш што повеќе поени. Ајде. Мислам дека со това ќе видиш Дарко удари доволен, да, како што споменав. Сега, во вакви ситуации, кога една од коцките ни останува на пултот, не ја пресметуваме. За жал, имаш една шеска, но ајде, ќе се поправиме со оваа коцка. Одиме и да видиме што ќе добиеме, па не баш добро. Единица, 2, 3, 4, 10 поени. Дарко, не те послужи среќата, но имаме уште 3 игри да се докажеме и да се покажеме. Следни се од Кочани, семејството Крстови, да видиме кој ќе ја игра Топка на среќа. Господинот Стојчо од семејството Крстовски подготвен да ја игра Топка на среќата. Чините ли дека имате среќа во ваквите обиди? Знам дека ќе видиме, но што очекувате, да речем? Што даде бак тоа? Ајде да видиме што ќе даде Топката на среќа. 3 обиди и за вас. Внимавајте, ги чекаме коцките од оваа страна на пултот. Одиме, земете залет, бидете сигурни и една поддршка и за Кочанчани. Може, слободно може, вие кога сте спремни. Одлично. Ајде да видиме што друго ќе ни донесат. Внимавајте, имаме 2 удари, не е нималку тешко. Верувам дека и оваа коцка. Ајде да видиме. Стојчо. Ете и шеската, 12, 14, 20 и 6 чинам поени. 22 поени за Крстови, моја грешка. Одлични бевте. А следуваат семејството Николовски. Сара од семејството Николовски е на својата позиција.
спремна да ја игра топка да. на среќата. Мислиш ли дека се достижни барем овие 10 поени на семејството Меналиновски? Да. Ајде да видиме. 3 обиди за тебе, а поддршка добиваш не само твоето семејство, и од останатите семејства. Мораме да те окуражиме за што подобра игра да ни покажеш. Повели Сара, ајде. Залет. И ете го првиот удар. И кај тебе оваа коцка веќе важи, затоа што ни се стркала од оваа страна. Имаме уште 2 удари, внимавај, биди прецизна. Биди прецизна, но не толку нежна. Ајде, сакам оваа коцка силно да ја удриш и да добиеме што поголем број. Ајде, Евенија. Одлично, Сара, некаде коцката отиде таму, но ни донесе единица, 2, 3, 7, 9, 11 поени. Дефинитивно подобре за 1 поен. Одлично беше Сара, или 9 поени, извини. Добро, семејството Николовски 9 од срушените коцки, Крстови 22 и Малинковски 10. Ајде да видиме генералната бодовна ситуација по првата одиграна игра. Семејството Крстови од Кочани ги носи 3 поени, семејството Малиновски ги носи 2 поени и 1 поен за семејството Николовски од Скопје. Но што е тука, имаме уште за играње. Втората играње на ред, играта на слепи. Консултација со стручното жири, семејството Николовски од Скопје во првата игра освоја 11 поени. За таа цел ја гледаме повторно генералната бодовна ситуација, односно семејството Милановски има 1 освоен поен, семејството Крстови 3, а семејството Николовски 2 поени по првата одиграна игра. Дејан и Дамјан се на своите позиции да играат играта на слепо. Дечки, ве молам, покажете се во оваа игра. Ајде да не го разочареме. Дедо, малце да те дезориентирам, Дејан. Може ли побрзо те свртам, а? Спремни сте, правилата ги знаете, братучет е на некој си 3 метра од тебе. Црвени топки ни носат 3 поени, сини 1, а жолтите 2. Имаме 1 минута време. Спремни? Може. Може? Ајде, почнуваме. Ајде да видиме што ќе направиме. Некако сте ни сите тиски, добре си ли да ги слушаме? Дамјан и Дејан со сугестиите, одлични сте. Аха, дел од стратегијата не ги собираме сините топки, ајде ете ги црвените вели. Одиме, направи место, да знаеш, ете тоа е еден од триковите во оваа игра, дека оваа мрежа собира многу повеќе од тоа што изгледа дека може да се собере, верувајте. Ајде, пола центар. Да. 30 секунди имаш доволно време. Не брзе и слушај ги советите од твоите братучи. Други, ајде, фрлај уште. Фрлај, плавите не ни требаат, сините не, жолтите можеме, 2 поена ни носат и црвените кои ни носат 3 поени. Направи, Дамјан, место, една, пропуштивме, 10 секунди. Ајде, некако треба да сте ми поживи. Не зборам за вас, вие сте одлични. Дамјан, Дејан, направи место, но нема веќе. Добро, па ја наполнив. Дејан, вади ги очилата и повели овдека до мене. Дозволи. Одлично, полна кошка. Одлично е да видиме колку поени ќе донесат и ги чекаме останатите 2 семејства да видиме што ќе направат. Чинам дека добро наполнивте. 46 поени ни носат овие топки во кошер. Одлични бевте, дечки. Следни се семејството Крстови од Кочани. Иване и Дени од семејството Крстови се на своите позиции. Братот и сестрата ќе се обидат во играта на слепо. Јас малку ќе одмогнам, како и на сите останати надпреварувачи. Ивана, подготвена си? Ти се чини дека ќе биде лесно? Ајде видиме дали можеме да ги дозволиме да ги стигнеме поените на семејството пред нас. Се обидуваме. 1 минута и за вас. Одиме сега. Ајде, Иване. Ете ја прва па црвена и втора па сина. Некој од нив ќе ги пропуштиме затоа што ни носат 1 поен. Направи побрзо место така да собереме во кошот што повеќе топки. По можност црвени. Добро е тоа што ве остава и публиката и останатите надпреварувачи во тишина, во потполна концентрација. Да можете да се договорите, слушнете. Одлично ви оди. Ивана, одлична си. Ајде. Оди. Добро ти оди. За малку ете, ке речев една плава топка, но таа не ни треба, таа ни носи 1 поен, ама имаме уште 20 на секунди без малку. Одлично. Ајде, прави место.
слободно, што повеќе дени. Ајде побрзо. Ке го слушнеме звучниот сигнал некаде на 5-та секунда пред истекот на времето. Не се одвојуваме од точките, ама сме одлични, одлични сме. Десно. Еве последната топка, Ивана. Вади ги очилата и дојди да видиме што ќе ни кажат од држијата по пребројување на овие топки. Се изненади? Така не, само ајде да се изненадиме од поените кои ги освоивте. Семејство Крстови, 46, ако не се лажам, освет тимот број 1. Поен повеќе од Малинковски, одлични бевте којчанчани. Повелете на вашето место, а следни се семејството Николовски. Еден поен е разликата помеѓу првите два тима во играта на слепо. Следни се семејството Николовски. Дали ќе бидат достижни, дознаваме за таа една минута која имате на располагање. Ти што мислиш? Ќе пробаме. Ќе пробаме, јас ќе пробам пак да ти одмогнам. Подготвени сме за игра? Подготвени. Добра си во спорт, за во музика знам. За музика да, и во спорт така да. Ајде да се обидеме, имаме една минута, почнуваме сега. Ајде! Гледаме да ги избегнеме сините топки, но за жал, нели, не ги гледаме. Можеме слободно да му сугерираме каде треба, што треба, побрзо, но не се одвојуваме од белите точки. Фрлај. Ајде, Никола и Александар се на добар пат. Пробај само, Александар, да останеш на позицијата од белата точка. Добро му иде на Никола. Одлични сте. Ајде. Ете една плава да знаеш само дека уфрли, таа ни носи еден поен, а еве уште една, Фрлај. ја пропуштив. Ке се изненадиш како добро ти оди, а имаме 20 секунди напред, Никола, место. Слободно. Добро е. Ајде. Ни една сина немам, да знаеш. Тоа значи дека можеме да дојдеме до добар скор. Не се брзе вели, но времето пак не кажува така. Го слушаме сигналот, ова е последната топка која што исфрли, но немаше место. Повели Никола ваму. Имам уште една црвена. 46 и 47. Еден поен е разликата помеѓу првите два тима. Да видиме кој е резултатот кој вреден за аплауз. 52 поени, одлични бевте, семејство Николовски. Повелете на вашата позиција. Ги гледаме бодовната ситуација по одиграната втора игра на слепо, а да видиме и генералната бодовна ситуација, кои се колку поени. Крстови 5 поени, семејството Николовски 5 поени. Ништо не е далеку, првите два тима се изедначени. Миновски, покажете се во третата игра, а во третата игра штедиме струја. Почнуваме. Со цели 2 поени по двете одиграни игри влегуваме да играме играта во која штедиме струја. Малиновски, ве молам, покажете се како добри штедачи. Имаме една минута време, 9 светилки кои треба да бидат изгаснати. Добри ли сте во штедењето струја? Да, се баѓаме само во недел. Само во недел, тоа ми се допаѓа. Подгревајте го бољерот, немојте само за еден. Имаме една минута време. Ајде, ако сме спремни, можеме да почнеме, времето почнува да ни тече сега. Ајде. Имајте на ум дека ова е една од најтешките игри. Овде и лесно може да се освојат 3 поени, што значи дека ќе се изедначиме, па ќе бидеме блиску за финалната игра. Да, можеш слободно, Дамјан, да му помогнеш, кој прекинувачи веќе се исклучени. Јас сега ќе помогнем на Дејан со некоја топка плюс. Малце погоре, малце посилно. Малце погоре, малце посилно. Машки, штедиме струја, ова требаше игра да практикувате дом. Ете. Па добри сте, не сте воопшто лош. Тоа се 6 изгаснати светилки, Дејан. Вежбал дома. Одлично. Оние што не вежбале ќе добијат гратис топки, па за да вежбаат. Ајде, кој е? Сега треба да ти помогне твојот браточе, Дамјан. Ајде, кој е прекинувач? 9 секунди ни истекува времето. Ама да знаеш дека сме одлични. Браво, ете ја и седмата и ова беше последната изгасната светилка. Одлични дечки, 7 изгаснати светилки. Не ми изгледа дека само во недела се бањате. Не ми изгледа. Океј, одиме да видиме што ќе направи од во играта во која штедиме струја семејството Крстови од Кочани.
Се уште е тесна борбата за 1000 евра. Семејството Крстове, семејството Николовски делат по 5 поени, но тука некаде замеша Конци и семејството Малиновски. Подготвени ли сме да штедиме струја? Колку сме во практика добри во тоа? И така. И така, и така. Не е само недела денот кога се бањаме, нели? Многу повеќе. Ајде да видиме колку сте добри во штедење струја. 1 минута. Дени, спремен? Да. Одиме сега. Ајде. Поддршката добиваш од твојата сестра, а еве добиваш и поддршка од мене со една топка. Имајте на ум, ова е една од најтешките. После изгледа дека не е лесно да се штеди електрична струја, јас велам треба да бидеме рационални кога станува збор за нејзе. Да ја користиме онолку колку што ни треба, а во случајов овие 9 светилки нам не ни требаат, имаме доволно рефлектори во студиото. Добар си, Дени, 35 секунди. Само една изгасната светилка, добар, но не толку, но некако гледам дека веќе влегуваш во шема. Концентрацијата не попушти или попушти? Ајде еве една топка. Малку по малку јас споменав дека оваа игра може да направи големи промени. 15 секунди, една изгасната светилка. Еве ја и втората. Ајде. 7, некако не ми изгледаат достижни за 9 секунди. Но пробај да направиш нешто повеќе, зашто имаме уште едно семејство, семејството Николовски, кое што ќе игра оваа игра. Кочанчани, слави штедачи сте ми, 2 изгаснати светилки. Но што е тука? Ке се поправиме, да знаете. Заминувате со една топка, дома да вежбате оваа игра. А семејството Николовски се наред. Да видиме што ќе се случи и каква бодовна ситуација ќе добиеме на крајот. Кои 2 семејства ќе заминат во финале. Следни се семејството Николовски. Дали се достижни 7 изгаснати светилки, дознаваме за кратко. Александар, те имаш честа да ја играш оваа игра. Да. Ти се чини лесно? Не. Ти се чини ли лесно да штедиш електрична енергија? Не. Не, на И кој таа начин не го се- правиш? Не ти се чини лесно? Не штедам реално, така да... Аха, Има барем ја по користиш ли старите, рационално? Да, Оно користам, колку што треба. да. Нема потреба да светат светилкиве, јас мислам. Нема потреба. Пробај што повеќе Ќе да ги изгасиш, гасим, имаш ајде. 1 минута Ајде. време. Ајде, Александар. Тука и Сара за поддршка. Стартуваме. Времето почне да тече сега. Ајде. Биди по груп, слободно можеш прекинувачите да ги удриш, знаеш дека барем оној долен дел, ете. Но не успеа да го изгасиш и да, навистина не е лесно. Ајде да те оставам да бидеш ти сконцентриран. Сара, помагаш ти во штедењето на струја. Во училиште се учи за тоа, нели? Одиме, Александар, Ајде, една те. светилка веќе. Да скршим Ајде. бравзот. Сега Браво. полесно иде, еве и втората. Ајде, Имај на ум дека 30 секунди ти преостануваат, тоа е доволно време браво. да се стигнат 7 светилки на тимот број 1, но треба малку не да се откажуваш пред време. Ајде, имаме доволно 20 секунди. 3 изгаснати светилки. Сепак, од семејството Крстеви сме подобри. За една изгасната, но јас би играл за да ги стигнем и семејството Малинковски. Сара вели, не иде Александар, но добро е. Добро е. Сигурни дека одите во финале, повелете на вашите места. Само со 3 изгаснати светилки за семејството Николовски. Ја гледаме генералната бодовна ситуација по која едно од семејствата го оставаме, односно се заминува со 300 евра, а тоа е семејството Малиновски. И покрај тоа што се покажа во играта за штедење струја како најдобри, освоја 5 поени. Дечки, честитки, не верувам дека го разочаравте вашиот дедо. Сумата од 300 евра ќе подели, верувам, на вас тројца. Поздравите го многу, а останатите семејства ве чекаме во играта за финале. 500 евра и 1000 евра се во игра. Одиме да играме финале. Во трка сме за 1000 или пак 500 евра. Ја играме финалната игра во која учествуваат семејството Николовски и Крстови. Учесниците кои освоја најповеќе поени во трите игри. Подготвени ли сте да играме оваа игра? Правилата се едноставни. Ни требаат 4 топки во вертикала, хоризонтала или дијагонала. Семејство Николовски, вие почнувате први, Александар, бидејќи освоивте најмногу поени по трите одиграни игри. Ивана, подготвена? Имаме 3 минути. Доколку не успееме да споиме 4 топки, пребројуваме кој повеќе топки уфрлил во овој елемент. Стартуваме сега. Ајде!
Ете и првата топка за Александар и првата за Ивана. Почнуваме да градиме една стратегија во која што треба да сме веќе при топка. Нели? Ајде да видиме. За сега е само уфрлање. Но за кратко ќе дојде моментот кога ќе треба да се заробиме, да видиме. Александар веќе некако ми е блиску дека, но и ти, Ивана, дека можеше да споиш 4 топки. Ако оваа топка отиде во вистинската вертикала, одите со 1000 евра, но не е така. Две шанси за семејството Николовски да освојат 1000 евра, а иста шанса една има и за Крстови. Полекате. Ете ја твојата, понесе и вакво. Семејство Крстови заминува со 500 евра. Беше тесно на вистина, но две шанси семејство Николовски. Браво, честитки Александар. Ете, 1000 евра ке семејството Николовски, 500 ке семејството Крстови од Кочани. За кратко им ги доделуваме освоените ваучери. Одлична игра, дечки. Дојдовме и до самиот крај на 16-тото коло на среќно семејство, односно до моментот кога им ги врачуваме освоените награди на семејствата кои вечерва се надпреварува. За таа цел ќе ја поканам Искра Тикваровска од Ева на Македонија. Добро вечер, Искра. Добра игра покажа, морам да признам, вечерашните надпреварувачи. Беше многу интересно. Така. Пред да им ги доделиме ваучерите, едно прашање за вас од Ева на Македонија. Многу од корисниците своите сметки ги плаќаат преку банка. Што е важно што треба да знаат кога го прават тоа? Така, нашите корисници одбираат банката како место за плаќање на нивните сметки за електрична енергија и тоа е вистински избор, бидејќи со плаќањето на сметки за електрична енергија во банка е плаќање без провизија. Евана ја презема провизијата, така што ги поттикнуваме нашите корисници тоа да го прават. Но кога отидат во банка, многу е важно да знаат што таму всушност можат да платат. Можем ли јас да те прекинем во овој моментот, да ти ја покажам или дадам сметката за Еванес потрошената струја и да ни објасниш, а јас ќе ти помогнам со овие, да ни објасниш што треба да направиме правилно. Нашите корисници може да ги платат сите своји тековни сметки за електрична енергија, кога ќе отидат таму, се што треба да знаат е кој е нивниот број на корисник. Бројот на корисник се наоѓа во овој дел од сметката за електрична енергија и треба да се напише во полето на уплатницата, ако плаќаат со уплатница, во делот повикување на број и точно што треба да се впише, пишува во овој дел од сметката, така што доколку корисникот има барем една сметка, може тоа да го слободно да го пополни. Но што треба да напоменеме е тоа дека корисниците сметките за електрична енергија може да ги платат без провизија само доколку ги имаат сметките со себе. Тоа значи дека целиот долг кој што го имаат, за да го платат, треба да ја приложат сметката врз основа на која е креиран тој долг. Доколку ја немаат сметката, тогаш се плаќа преку уплатница и преку уплатницата има провизија која што пресметува банката, но тука е многу важно за да се запише бројот на корисник, кој што повторувам се наоѓа во горниот лев дел од сметката. Ке може сега да ми ја вратиш мене сметката, може. Јас да ја платам, а јас ќе ти ги дадам ваучерите за семејството кои вечерва играа со нас. Па со ред семејството Малинковски, еден представник од вас, заминува со 300 евра во денарска противредност. Честито. Честитки за покажаната игра. Се знае ли каде ќе завршат овие пари или за што ќе бидат искористени? Да, секако се договоривме сите, ќе одиме во кафана и ќе се задужиме. Ете, супер, одлично. Со здравје да си ги користите парите, немој да се задужувате многу. На позиција број 2 со освоени 500 евра семејството Крстови, кој ни дојде од Кочани. Ети Ивана, 30.750 денари. Одлична сума. Дали знаете каде ќе биде или како искористена оваа сума? Има време. Ама сигурно ќе им се најде крај, нели? Ете, можете да им позајмите на семејството Малинковски доколку многу се задолжат. И со освоени 1000 евра семејството Николовски од Скопје. 61.500 денари одат во рацете на семејството Николовски. Одлични, добра покажана игра. 61.500 мора да боли главата каде ќе бидат потрошени, тоа се многу пари. Така, се знае или се уште не е испланирано?
Каде ќе ги потрошите? Јас ќе си купам гитара, па за другите не знам. Одлично. Ви благодарам многу за добро покажаната игра, а вам почитувани гледачи за вниманието. Се гледаме точно за една недела во она специјално издание на Срекно семејство, 17-то поред. До гледање.